Денеска православната црква ги прославува светиот Тихон епископ Аматунски и светите маченици Тигри и Евтропии. Светиот Тихон епископ Аматунски, чудотворец. По смртта на блажениот Мемнони, Тихон бил избран едногласно за епископ, а посветен од славниот Епифаний на епархијата Аматунска. Чистотата на животот и ревноста кон христијанството го препорачале за овој чин. Во тоа време на островот Кипар уште имало незнабожци. И светиот Тихон се нафатил со апостолска ревност да ги обраќа неверните во верни, и во тоа имал голем успех. По долгиот труд во лозието Господово се преселил во блажена вечност околу 425-тата. Чудотворец е наречен поради многуте чуда што ги направил за времето додека бил жив. Татко му бил фурнаџија. Секогаш кога татко му ќе го оставил во дуќанот, тој ќе им го разделил лебот на сиромасите бесплатно. Еднаш татко му го укорил поради тоа, а тој се помолил на Бога и нивниот амбар толку се наполнил со жито, што со мака ја отвориле вратата. Друг пат пак посадил една сува прачка од лозница и лозата раззеленила и во свое време донела плод. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си и изволиви спасенија нашего ради. Во плоти ти сја од Свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнися же
Христе Боже, смертiju смрт поправи. Един си святија Тројци, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светите маченици Тигри и Евтропии. Овие двајца биле од клирот на светиот Јован Златоуст. Кога злобните луѓе го протерале Златоустиот од Цариград, соборната црква се запалила, а пламенот од неа се кренал и паднал врз куќите на гонителите на ова светило на црквата. Народот во тоа видел прст Божји, додека непријателите на Златоуст тој пожар им го припишале на неговите приврзаници. Многу од овие луѓе настрадале поради тоа, меѓу нив и презвитерот Тигри и чтецот Евтропии. Градскиот начелник, некој некрстен грк Оптат, со особена злоба покренал потера на златоустовците. Тигри во младоста му бил роб на некој богаташ, кој го кастрирал. Ослободувајќи се од робството, тој целиот се предал на служба на црквата и во таа служба светел како блескав зрак. Тој, кроткиот, смирениот, милостивиот и гостолюбивиот човек Оптат го ставил на големи маки, па потоа го испратил в затвор во Месопотамија, каде што во темницата и го завршил животот. Евтропи, девственик уште од раѓање, чист, непорочен и незлоблив, бил тепан со воловски жили и стапови и најпосле бил обесен. Кога христијаните го понеле неговото тело да го погребаат, во воздухот се слушало сладко ангелско пеење. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и матер Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов.
кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.